Јас сум Давор Коневски, студент на Природно-математички факултет во Скопје и живеам во студентскиот дом Гоце Делчев. Ова е веќе трета година како живеам во студентскиот дом Гоце Делчев. Претходните години немавме никакви услови за живот. Се бајнавме дури со ламна вода, како да сме во војска. Во ходниците имаше галама, немаше компјутери, немаше интернет, немаше печатачи кои можевме да ги користиме. Од студентскиот дом Гоце Делчев до факултетот Природно-математички има 45 минути возење со автобус. Дополнително на тоа требаше да се купува автобуски билети. Како беше досега и како е сега, разликата е многу голема. Иако мене не ми е прва година како студент, но ја дури сега можам да се почувствувам како вистински студент. Во блокот Б, во студентскиот дом Гоце Делчев е навистина одлично. Мирно е, тишина, навистина можеш да седнеш да учиш и во секоја соба има бесплатен интернет. Читалното има компјутери и печатачи, кои може да ги користат сите студенти. Се што ни треба безбедено, дури превозот ни е бесплатен. Важно е за нас да бидеме огледало за следната генерација. Да ги зачуваме вака, затоа што тоа не е направено само за нас, туку треба да им користи и нејните студенти. Давор е еден од многуте студенти кои ги почувствуваа бенефитите од подобрување на стандардите за сместување во студентските домови, за која цел владата инвестираше 4,5 милиони евра. Тој е од генерациите на студенти кои имаат можност да се запишат на факултет со намалена партиципација. За него и за сите студенти, можноста и изборот за запишување во високо образование се олеснети со отварањето на двата нови државни универзитети, 25 нови факултети и 65 дисперзирани студии. Обезбедени се и 80 нови лаборатории за потребите на високообразовните и јавни научни установи, во вредност од 26 милиони евра. Со реформите, предвидени се и 40 различни видови стипендии за студирање, меѓу кои и целосна стипендија за студирање на најдобрите 100 универзитети во светот. Отчетно, ова е разликата. Вака се сака Македонија.